Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Председателот на САД заминува на 10-дневен одмор со семејството, но пред тоа на американците им вети дека има готов предлог за намалување на дефицитот, што ќе го објави на почетокот на следниот месец. Барак Обама во Илинуис кажа дека предлогот предвидува намалување на дефицитот над сумата од 1,5 трилион долари, колку што треба да скрати посебно за таа цел формираната надпартиска конгресна комисија. Од Белата куќа велат дека тој ќе предложи и неколку други мерки, но за тоа по одморот. Американскиот председател повика и на оставка на сирискиот председател Башар ал-Асад заради начинот на кој ги задушил антивладините протести. Ова стои во писмена изјава објавена утринава по вашингтонско време, што беше проследена со обраќање на државната секретарка Хилари Клинтон. Подпредседателите на САД и Кина ги отворија формалните разговори во Пекинг со црвен тепих послан за американскиот гостин Џо Бајден. И додека го чекаме исходот на тие разговори, погледнете го ова. Кусо време по пристигнувањето Бајден имаше момент да здивне. Во Националниот спортски центар се играше кошарка САД против Кина. Тимот на Џорџтаун ги победи кинеските храбри змејови. Добар почеток на посетата. Според федералниот закон, познат како Акт за чист воздух, на Агенцијата за заштита на животната средина на САД и беше дадено моќ во 1970-та да направи и спроведе регулатива за контрола на загадувањето. Агенцијата задачата сериозно си ја свати и наскоро сака да почне да ги спроведува тие правила, но наидува на жестока критика од конзервативците. Еве со што тие имаат проблем. Во текот на изминатата деценија, централата Брендон Шорс близу Балтимор во Мериленд направи промени да одговори на државните правила и антиципираната федерална обврска. Џон Квин е шеф на канцеларијата за прашања за животната средина во објектот. Тој вели дека потрошиле 800 милиони долари за дел што го отстранува сулфурниот диоксид од чадот што излегува како отпад. Сега тоа се бара од сите за да се намали смогот и така наречените кисели дождови. Бевме поддржувачи на вакви работи многу години и сега е време сите на тоа да се придржуваат. Агенцијата вели дека почистиот воздух како резултат на новиот стандард ќе заштеди 280 милиарди долари годишно во здравствени трошоци. Помошник администраторот на агенцијата Джина Мекарти верува дека користа е далеку поголема од цената за придржување на новото правило. Како резултат на тоа, во 2014 и секоја година потоа, ние ќе имаме 34.000 помалку предвремени умирања и ќе скратиме 1,8 милиони изгубени работни денови. 3/4 од американската популација ќе имаат здравствена корист од тоа. Джефри Холмс бил со агенцијата во време на поранешниот председател Џорџ Буш. Тој, како и многу други политички и конзервативни критичари, стравува дека регулаторната клима на агенцијата ќе принуди многу американски производители да престанат со работа или да ги преместат фабриките во странство. Особено во области каде имаме тешко производство, нашите производители нема да бидат конкурентни на глобалните пазари со зголемената цена на струјата. Тоа не е сценариото што го замислила агенцијата. Тие велат дека унапредувањето на централите ќе донесе илјадници нови работни места и дека новите ограничувања за жива и токсични загадувачи одамна требало да бидат воведени. Критичарите во Конгресот и во приватната индустрија жестоко се противат, заради, како што велат, потенцијалната економска штета. Ако централата Брендон Шорс е некаков пример, ним им оди добро. Агенцијата уште се надева дека тоа е добро оружје против моќната критика, но како што денес функционира Вашингтон, најблаго речено, не се знае. Американците, особено во населби каде има криминал, не се многу дружелюбиви. Една жена се обидела нешто да стори за тоа. Во продолжение, приказна за Бет Барбуш, уметник и локален активист во Балтимор, Мериленд, која пред 4 години започнала да ги собира децата од соседството на незината тераса пред куќата да прават уметнички проекти. Од повремено собирање до неделна активност, ова денес е една од најголемите и најдолги досега програми во Ремингтон, историска, но полна со криминал населба.
Програмата Уметност на тераса започна во летото 2007 со оскуден материјал од подрумот на Бет Барбуш. Неколку деца на кои им било здодавно на летен распуст и многу ентузијазам. Почнав со ова како активност за час и половина, еднаш неделно. Се дружев со децата и ги запознав луѓето од околината, а децата имаа нешто да прават. Средбите набрзо се преместиле од терасата на Бет на просторот пред куќата. Секоја недела имало друг уметнички проект на кој децата работеле. Калиографија, цртање, сликање, скулптура. На тие што не име до ваква уметност, цртаат на тротоарот или вртат хула-хоп. Тоха Мохамед е едно од децата. Секогаш правиме нешто интересно, правиме уметност, составуваме, лепиме, затоа сакам да доаѓам. Проектите ги водат различни уметници и локални волонтери. Кетрин Беар е мајка. Таа вели дека програмата ја гради заедницата и меѓусебната доверба. Моето дете секоја недела прави нешто што инаку нема каде да го научи и минува време со други деца. На денешнава средба се приклучија и музичари. Джейсон Рид вели дека програмата е добра за населбата. Само куќите не прават заедница. Дружењето е тоа што ја прави. Не велам дека ова ќе го запре криминалот, но овие луѓе нема да крадат еден од друг. Нема да се повредат меѓусебно. Има чувство на одговорност што не е за занемарување. Програмата се одвива без надворешна финансиска помош. Убав пример за сите. Кога политичарите работат на хуманитарен ангажман на јавноста, има и нема успех. Но кога големи звезди ќе се вклучат, тоа е хит. Да се надеваме дека така ќе биде и овој пат. Еве зашто зборуваме. Утре во Newsflash. Потребни се повеќе пари за борба против гладта на рогот на Африка. Лејди Гага, Ријана и Џастин Бибер сакаат да помогнат. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, гледајте на јутре, а во меѓувреме на нашата веб страница glaснааmerika.com ќе најдете се што не можеше да влезе во оваа емисија. До гледање.